На само 21 година учествува на ревии во Приштина, Белград, Виена, Лондон. Голем дел од неговите дизајнерски парчиња се продаваат веднаш по ревиите. Тетовецот Златко Јовановски полекано сигурно се изборува за своето место на светската модна сцена. Иако дома, во својата држава, се наоѓаат најголемите критичари. И тука го освојува последниот саем за венчавки, каде е избран за најдобар дизајнер. Како млад и надежен дизајнер, кога се представуваш надвор, самото тоа што се дели име меѓу тие светски имења таму впишан во нивната агенда и план и програма, доживуваш некаков успех сам за себе и сметаш дека нешто си постигнал. Но кога после ревијата или после ивентот ќе ви понуди некој да соработувате, да вашата колекција биде изложена во Приштина во салоните на Дива салоните за фустани, или пак кога после Белград Fashion Week ќе ви звонат и ќе ви кажат, ќе ви пуштат имејл за Лондон Fashion Week затоа што ви виделе на таков еден голем настан, е стварно многу за еден дизајнер и многу за еден човек кој што се труди, кој што вложува во себе и во својот бренд, при тоа за работата која што ја сака. Ја не ја гледам оваа работа само како призма на некако се финансиски фидбек, туку го гледам како успеси и да се умножува брендот, ако така можам да кажам, нели? И што друго би додал? Би додал дека стварно ивентите кои што надвор ќе се презентирате, се вложува многу повеќе сати работа, се вложуваат многу повеќе имејлови, се прават многу повеќе состаноци, додека вие стигнете до таму. Сето тоа може би навид да биде многу комплицирано за некои 10 минути што треба да бидете на сцена, ама факт е дека тие 10 минути може да ви го сменат целиот тек на работа и целата кариера, затоа што моите 10 минути на Белград Fashion Week стигнаја до Лондон Fashion Week. На Лондон Fashion Week беа и продадени парчиња и тоа стенска гардероба за некој кој што се представува во јавност и за некој кој што снима спотови, видеозаписи и слично. За мене е тоа многу, бидејќи јас сум дизајнер кој што твори комерцијална мода, но душата си ја остава на некомерцијалната мода, на нешто што е различно, уникатно, светкаво, сјајно, везено и слично, но за она уствари што сум познат. Посебна чест ми беше што бев дел од настанот на балканските модни дизајнери, односно бевме дизајнери кои што од цела Југославија во Виена на еден настан, и после тоа, после настанот мене ми дојде амбасадорот на Македонија, тамошен Ѓорѓе Филипов и тогашен уствари, да ја уствари имам уште еден кој се промовира македонската амбасада во Виена, да бидат изложени моите креации исто со ревија. За мене тоа беше огромен чин, мислим, беше посебен настан за мене, затоа што ја имав 18 години и ве вика амбасадорот од Вина да се представи вашата колекција таму, а при тоа знаеш дека уште некои други дизајнери чекаат во Македонија за нивното место во светот. Стварно, ја мислам дека, знаеш како, искрено да збориме, сите тие ивенти надвор, тоа е заради тоа што јас сум различен, ја затоа што сум уникатен, затоа што сум со високо его и сум цврст во себе дека јас ќе успеам и дека јас ќе стигнем до светот, било каде од кај да почнеш. Значи не е битно од кај почињаш, не е битно ни со колку почињаш, битно е како ти го гледаш тоа надвор, како ти се гледаш. Например, ако се видам гол во огледало, јас се гледам со една само златна круна на мене дека сум цар на светот, но модниот свет и толку. Значи ја како подруго ја не се доживувам. И сето тоа, енергиите се склапаат некако да вие стварно успеете во светот. Ја моментално соработувам со Лондон Fashion Week, односно со шоурумот кој што не упати на Лондон Fashion Week, и моментално зборуваме за други светски настани. Затоа не би сакал сега да откривам, затоа што не се знае дали ќе се случат или нема да се случат, но тупак се знае каде ќе се случат и кога. Но би сакал да кажам дека додека јас работам тивко во ателијата во Скопје и во Тетово со клиентите за кастом мейд, фустани по нарачка и венчаници и слично, паралелно ја градим и кариерата надвор. Вие мора да сте посветени максимално на работата ако сакате да успеете. Ја не се доживувам уште како успешен, јас сметам дека уште толку многу треба да направам за да кажам дека сум успешен и се надевам дека еден ден ќе се пишуваат мои биографии, дека ќе се отвори некој скромен музеј. Има екстравагантна појава и специфичен стил, нескромен е кога зборува за себе, што доволно кажува за неговата самодоверба, која пак го довела до високо скалило во модниот свет. Го имате некој спортист Новак кој што од Србија и свет стигнал до светот, го имате дизајнерот, например Марко Митановски кој што е од Македонија стигнал во светот,
што ми фали на мене. Имам 2 раце, 2 носи, супер со самодоверба и сум прекрасен, правам прекрасни колекции да ја стигнем до светот. Сметам дека при тоа јас сум роден како лав, некој кој што самодовербата му е дадена и тоа е од самото раѓање, и сметам дека сите тие компоненти заедно некако ме прават мене комплетен за да имам самодоверба, а дека многу малку спијам, дека околу реви и колекции се живи на енергетски пијалоци и некој си благо. Во сезона, ако така можам да кажам, односно во мај кога се матурите и негде околу јуни до септември кога се свадбите, кога или во екот, се живи на многу мало спиење, на многу работа. Значи мој ден, верували или не, почнува во 8. Во 9 више треба да сум во Тетово, например, или треба да сум, више чекам клиент некој кој што треба да биде на проба во Скопје, како год, зависи какви термини имам и каде ми се термините. После тоа, значи, се среќавате со клиенти, идете во работилница да се тоа изработи, да се скрои, да се сошие како што треба. После тоа, идам, например, дома, таму кај што можам да го најдам својот мир и своето мало катче, кај што сум тргнат од сите други. И тогаш ствари се везе, бидејќи јас со везењето, со додавањето на перли, камења, циркони, чипки и апликации, го правам еден фустан комплетен, оно што мене ме исполнува и оно што сум препознатлив како бренд. И тогаш, например, јас знам да заглавам со работа, да везам со некоја тивка музика и кафе до 4 до 5. Значи, и секој ден е така, и секој ден е така. Значи, се спие, јас спијам од 5 до 8-9 максимум, секој ден. Знам некогаш да појадувам во 11 навечер, знам некогаш да не ни појадувам. Модниот дизајнер Златко Јовановски има 5 годишно искуство со ревии, а во сопствено ателје твори 3 години.